Во текот на 2025 година, преку извршителите во земјава присилно се наплатени повеќе од 137 милиони евра, што представува реализација од 43,63% од вкупно примените барања за извршување. Во споредба со 2024 година, наплатената сума е пониска за околу 23,3 милиони евра, но кај граѓаните е забележан пораст на неплатените долгови. Податоците од годинешниот извештај на Комората на извршители покажуваат дека компаниите и понатаму се најголеми должници, но и најголеми доверители во извршната постапка. Од правни лица лани биле наплатени 63,4 милиони евра, од граѓани 50,8 милиони евра, а од државата 24,8 милиони евра. Истовремено, компаниите како доверители преку извршителите наплатиле над 105 милиони евра. Граѓаните како доверители инкасирале нешто повеќе од 31,1 милион евра, додека државата во таа улога наплатила околу 2,4 милиони евра. Особено се издвојува фактот што во 2025 година е забележан историски највисок износ на присилна наплата од граѓаните за прв пат, над 50 милиони евра, во однос на 2024 година. Ова представува зголемување од речиси 4 милиони евра кај компаниите и државата. Пак на годишно ниво има намалување на наплатени средства. Дали присилната наплата секогаш е правична? Неправичноста е предзнак. Не се соочуваат со правда, не се соочуваме ни со правичност при наплаќање на побарувања, зашто побарувањето не е само совдиот долг, побарувањето ги содржи сите оние други работи, односно други пари, условно да кажам, други финансии, кои не се однесуваат за чистиот долг. Да речем, ако долгот бил 2000 денари, многумина ќе платат 15-20 илјади денари, па и повеќе. Значи, од 5 до 10 пати поголема сума од првичната, што е неправично. Како граѓаните можат да се спасат од неправда? Па тоа го бараме за последните 15 години, се бориме да најдеме излез. Нели успеавме тоа тарифата тоа да не намалиме на извршителите, но тоа не беше не е комплетно спасоносно решение. Значи, таа 1/5 наместо 1/3 од приход, и дали е во прашање плата, пензија, но имаше и повеќе други закони за кои се заложивте, успеавме да ги истуркаме, но најважното за старувањето на побарувањата не се реши, бидејќи Уставниот суд ја промени својата одлука во 2024 година, пред 2 години. По региони, најголема сума во 2025 година е наплатена на подрачјето на Скопје, близу 70 милиони евра. Следуваат подрачјата на Бетола и Ресен, околу 10,7 милиони евра, Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино со 9,7 милиони евра и така натаму. Државниот завод за ревизија изрази мислење со резерва за финансиските извештаи и за усогласеноста на работењето на Фондот за здравствено осигурување за 2024 година, при што били утврдени повеќе слабости во управувањето со имотот, лекувањето во странство, информатичкиот систем и контролите врз здравствените установи. Дел од недвижниот имот на фондот нема целосно регулиран имотно-правен статус, а неговата вредност не е целосно утврдена и евидентирана. Забележени се и проблеми со побарување по основ на исплатени аванси за лекување во странство, при што дел од средствата потекнуваат од претходни години, а не биле воспоставени соодветни контроли врз документацијата и фактурите од странските болници. Стои во извештајот. Ревизијата утврдила и доцнење во постапките за одобрување лекување во странство, како и недостиг од систем за следење на успешноста на спроведените третмани. Во 39 случаи бил надминат законскиот рок за одлучување, а дел од решенијата биле донесени и по повеќе од 100 дена. Во фондот има недостиг од IT кадар, неажурирани информатички политики и модули кои не се целосно функционални. Дел од процесите и натаму се спроведуваат рачно, што отежнува ефикасноста и следливоста на податоците. Велат ревизорите. Проблеми биле забележени и при контролите на здравствените установи поради недостиг на кадар, недоволна координација и нецелосно дигитализирани процедури. Државниот завод за ревизија препорачува преземање конкретни мерки за подобрување на евиденцијата, контролите, информатичкиот систем и начинот на управување со средствата и здравствените услуги.
Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски потврди дека се водат разговори за деблокирање на европскиот пат на Македонија, но деталите засега остануваат во тајност. Од Социјалдемократскиот сојуз реагираа дека иднината на Македонија не смее да биде тајна и побараа поголема транспарентност од власта во разговорите што се водат во име на државата. Разликата помеѓу оваа влада и претходните влади е што ние не сме подготвени за попустливост по прашања поврзани со идентитетот, историјата, јазикот и културата. И затоа јас и ние често зборуваме за тоа дека има разговори. Ние не смееме да ги споделуваме деталите од тие разговори, бидејќи ако почнеме со јавноста да ги споделуваме, тогаш ги осудуваме на неуспех. Но граѓаните треба да бидат спокојни дека нашата влада јасно знае како го има добиено својот легитимитет, јасно го следи ставот на граѓаните во однос на ова прашање и има јасно нацртани црвени линии и позиции и прашања за кои што не е подготвена да преговара. Така што работиме на решение, но ќе повторам, не решение по секоја цена и не решение кое само по себе нема да биде одржливо и кое ќе создава ризици повторно да бидеме во оваа ситуација во која што се наоѓаме сега. Изјави Муцунски. Не постои земја во светот во која министер за надворешни работи јавно кажува дека води разговори за судбината на државата, а при тоа тие да бидат тајна. Како може иднината на Македонија да биде тајна за низините граѓани? И уште нешто важно. Предходната влада на СДСМ покрај дипломатските успеси, НАТО и почеток на преговорите со Европската Унија беше пред се транспарентна. Не работеше зад затворени врати и далеку од очите на јавноста. Единствена тајна беше лажната пропаганда на ВМРО и ЛАТАС, истото што продолжува и денес. Прашањето до граѓаните на Македонија е едноставно. По сите лаги со кои ВМРО дојде на власт, по сите лаги со кои Мицкоски и ВМРО ОКГ владеат, дали му верувате на Тимчо Муцунски на неговите тајни разговори, што ги води во името на граѓаните и нивната иднина? Прашуваат од Социјалдемократскиот сојуз. Големите пожари ја ставија Грција во вонредна состојба. Пламените јазици беснеат во Атика, каде што се уништени домови, а жителите од загрозените области се евакуираат, додека стотици пожарникари се борат со огнената стихија. Трагедија се случи за време на гасењето на пожарот кај Псата, кога два противпожарни хеликоптери се судрија во воздух. Во несреќата загинаа 20 членови на екипажот, додека другите успеале да преживеат. Пожари избувна и на островот Кефалонија, каде што мештани и туристи беа принудени итно да ги напуштат домовите и сместувањата. Силниот ветер дополнително ја тежнува ситуацијата, а пожарникарите предупредуваат дека огнот е тешко предвидлив. Две тешки злосторства во регионот го привлекува вниманието на јавноста поради сличното сценарио. Телата на две жени биле пронајдени во куфери, а за убиствата се осомничени странски државјани. Во Атина, грчката полиција уапси 26 годишен маж кој признал дека е убил 38 годишната Елизабет Джейн Рос, чие тело било пронајдено во куфер во напуштена зграда. Истрагата покажала дека осомничениот наводно ги користел и незините банкарски картички. Сличен случај ја потресе и Србија, каде што телото на руска државјанка било пронајдено по неколкудневна потрага. За убиството е осомничен 24 годишен турски државјанин, кој бил уапсен додека се обидувал да ја напушти земјата. Историски нискиот водостој на Гердапската хидроцентрала и рекордната летна потрошувачка на електрична енергија го опторуваат енергетскиот систем во Србија. Експертите предупредуваат дека е активиран портокалов аларм, но засега нема опасност од најкритичното сценарио. Професорот Милош Бањац вели дека проблем создаваат и високите температури, поради кои термоцентралите имаат отежнато ладење. Србија моментално се потпира на увоз на струја и апелира до граѓаните за порационално користење на електричната енергија. Скандинавските и балтичките земји се можниот излез од кризата на текстилната индустрија во Македонија. Оттаму нарачките раснат, а условите и цените кои ги нудат се добри. Има компании кои веќе почнаа нешто со скандинавските држави да работат и нивното искуство е дека таму е подобра соработката и подобри цени добиваат отколку во Германија. Дали е тоа некоја алтернатива за текстилството, северните земји, Скандинавија, Балтикот? Па моментално се покажа дека се подобри партнери од германците, имат и подобри цени и нема таков пат како што има во Германија. Во меѓувреме обстанува соработката со Германија, но обемот на нарачки од модниот дел паѓа, но стабилен е делот од нарачките за производство на постелнина и ХТЗ опрема. Па соработката продолжува, но обемот на соработката паѓа, така да количините се многу паднати, тоа се огледа и најмногу нели на падот на нашиот број на вработени. Со производството на текстил, кај што работат и органи, чаршафи и друг вид на текстил, покажа дека е
стабилен овие промени и во последно време нема таков пат, дури има и некаков раст, мал раст. А додека облеката и особено модната облека страшно паѓа, се задржува само производството на работна облека, на униформи за војска, за полиција, која во овој момент, пошто НАТО се спрема за војна, ќе и треба многу униформи. Генерално и покрај позитивните сигнали од северот на Европа, обемот на наречки е во пат, а неизвестноста се уште е над македонскиот текстил. Продолжува умерено да паѓа обемот на наречки и понатаму. И се знаат старите болки, значи покрај кризата со Украина, со војната, порасот на цената на енергијата во Германија, стравот од нова војна, кај што политичарите секојдневно ги плашат европјани дека ќе мора со Путин да војуваат, сето тоа влие на падот на порачките, а од друга страна ние изгубивме конкурентската способност и станахме прескапи за ово производство и масовното производство е преселено во Бангладеш и другите земји од Далечниот исток. Во моментов во текстилството екзистенцијата ја обезбедуваат 17.500 вработени, од кои 2.500 се во делот на производството на модна облека, а останатите шијат нарачки за полиција, војска и ХТЗ опрема. Утре не очекува сончево и жешко време со температури до 35 степен. Ветрот со брзина од 9 км на час. Влажноста ќе биде 25%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 35 степени, Пробиштип 33, Чешиново, Облешево и Кочани со по 34 степени. Температурата во Виница до 32 степен, Македонска Каменица 31, Делчево и Пехчево со по 30 степени, а во Берово максимални 29. Православните верници утре се спомнуваат за Света Марија Магдалина. Католиците на Јован Вијанеј.